како магично се префрлаат членови од еден во друг синдикат. Аја видиме ова за цвета на робусното земјоделие, што се дешава таму? Значи што случува во Министерството на земјоделие? Они сега прават паралелен синдикат и на сила ги префрлаат синдикалците во тој синдикат за наводно да не наводно, туку се бранат да не случајно им станат штрајкови. Вика, веројатно по примерот на приватизираните фирми кои пред неколку децении заминаа во стечај, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство по недоразбирањето со нас и направил синдикат САДУ, кој од 23 члена сега има 354 и е најброен во рамките на МЗШВ. Не знаеме дали на министерот планот му е да го приватизира министерството или да го однесе во стечај, но како независен синдикат на полиција ниту едно ниту друго нема да му дозволиме. Проблемите не се решаваат сами од себе, ако ги ставиме под тепик или ако се правиме дека не ги гледаме, а уште помалку ако си правиме илузија со креирање на синдикат кој има повеќе членови од лајкови на Facebook. Шумската полиција се уште нема бенефициран стаж, нема униформа, нема возила, нема нов колективен договор, иако се тоа им беше ветено пред изборите во Кавадарци, но затоа има оружје старо по 70-80 години кој никој не знае дали функционира и не дај Боже да дојде ситуација да треба да го употреби. Гледате они што прават? Они бараат само начин како луѓето што не мислат као нив или као луѓето што се критичари, као да ги заебат, да ги заќутат, да им се заканат, да ги трнат на страна, да ги етикетираат. Таа се понашаат они со луѓето. Ова е чист пример. Немојте да